Дами и господа, добро вечер и добро дојдовте во последното издание на ова шоу за 2010, така да се дружите со мене и со оваа прекрасна Елка. За почеток едно Merry Christmas до сите католици и уште веднаш започнуваме со содржините предвидени за денес, бидејќи ги имаме многу, а времето е прилично кратко. Пред себе сакал да ви известам дека пред неколку дена во употреба е пуштен на официјалната Facebook фан страница на ова шоу, па така освен на YouTube, ќе можеме да се дружиме и таму. За да ја најдете треба само да впишете Нарапорт со Јофе во полето за пребарување или поедноставно да впишете facebook.com/Нарапорт со Јофе и директно доаѓате на оваа адреса. Сите информации, емисии, најави, коментари, видеоматеријали, се што е поврзано со ова шоу во кој да е време од денот и ноќта на Facebook. Освен за ова, доста е важно да дојдете на фан страницата и поради она што го започнуваме вечерва избор за изјава на годината. Некаде пред крајот на денешното издание ќе слушнете 5 изјави од 5 политичари за кои ќе можете да гласате преку Facebook и да изберете најфантастичната. Собственикот на изјавата на годината ќе добие килограм портокали. Сепак, пред да стигнеме до изјавите, ќе го видите и прирачникот за дочек на новата година, но пред сето ова одиме со една кратка видеокомпилација насловена како Полноќни патешествија. Вработените не може да излазат. Никој не влез, не влез. А чекай, што е ова? Ние сме новинари овде, за кој? Заеден ли сте или сте за друга фирма? Нека ќе работат они твојата работа, немаме ништо против, ама ние сакаме да видиме дома. Што прави? Ке паднат овие. Пушти ги да врде. Иво, како бивши колега те повикувам сепак наеден да се јавиш. Иво, јави се, Анета, твојата колешка е тепана од твоите колеги сега полицајци. Помене тоа. Леговме внатра во ходникот, дотрчаа неколку цивилни луѓе позади нас. Покажа некаква значка на брзина и го фатија за раменици, вели, јас се спротистави, викам, јас сум пратеник, не можете така да видиме што се случува. Кој сте вие? Мислам дека некој го киднапира. Директора ќе може ли ми да сам? Назад. За Груевски демократијата! Еве ова! Повторно во студио, но само на кратко. Одиме со следната содржина. Она што ви го најавива се нарекува прирачник за дочек на новата година или скратено среќна нова токсикологија. Слушајте внимателно, бидејќи ќе ви се најдат овие совети. Веднаш по нив изборот за изјава на годината. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling. Токму така. Или што би рекол преводот, дечките од Black Eyed Peas чувствуваат дека ноќва ќе биде ептен добра, а и не може да не биде добра ако сте вработени на клиниката за токсикологија. На вработените таму, секоја 31 декемвриска ноќ им е ептен добра. Впрочем, тие цела година работат и живеат за овој ден, односно ноќ, кога ќе има најмногу работа и најубаво ќе си поминат детоксирајќи нивни сограѓани и сограѓанки, претходно квалитетно налиени за уште поквалитетен старт на новата година. Но, да одиме од почеток. А почетокот е некаде во октомври или септември, по принципот што побрзо, тоа подобро. Почетокот вклучува собирање на целото друштво и одлучување што за најважната ноќ во годината, ноќта на 31 декември спроти 1 јануари.
Се разгледуваат понудите, се одбира место, па се оди на местото кое сте го одбрале и се разгледува масата која сте ја одбрале. Доколку ви дале маса со една покуса ногарка која предизвикува нишање лево-десно кога ќе прилегнете на неа, веднаш се буните и ја пронаоѓате најубавата маса во целата кафеана. Пишувате зафатено со фломастери големи букви и задоволно го чекате последниот ден од годината. И бидејќи ако станете дома или одите на плоштад за да ја пречекате новата година сте лузер број 1, гледајте да ја одберете најскапата понуда и кафеана во градот. А се што е по 3000 денари е исто така лузерско. И бидејќи само еднаш е нова година и по уште една секоја наредна, не би ве личело да заминете на новогодишната прослава облечени во некој парче облека кое сте го носели и претходно. Нешто подоцна ќе ви објасниме и зошто е од исклучителна важност да имате нови парчења облека на себе. Но пред да дојде фамозната ноќ, не пропуштајте ги ни возбудливите моменти од претходните денови, бидејќи само во овој период имате што муавет да си направите кога случајно на улица ќе сретнете познаник кого одамна не сте го видели и за кого поима немате што прави, а не ви е ни важно. Единствено во тој период можете наместо за моменталната температура и состојбата со временските услови да зборувате на тема каде за нова година. Откако ќе сватите дека тој одбрал многу поповолна понуда со поубава певалјка и подобар избор на турбо фолк, си викате, добро, за друг пат и тргнувате да си припремате за така наречената најлуда ноќ. Припремите мора да вклучуваат квалитетен избор на плейлисти со најдоброто турбо фолк музиката за слушање по дома и повторување на материјалот. Нешто вакво, например. Она што е од исклучителна важност за новогодишната ноќ, покрај местото, друштвото, изборот на музика, се разбира е и облеката. Бидејќи кога сите ќе се пијани и освен чашките со алкохол пред себе нема ништо друго да гледаат, ќе биде од исклучителна важност дали носите толк фустан со кој им помагате на работниците од комунално очистење на градот или пак си ги носите пижамите со кои спиете. Исто толку значаен е изборот на алкохол со кој ќе ја дочекате новата година. Доколку сте обезбедили аранжман кој вклучува неограничено пиење, осигурајте се дека сте ги пробале сите можни видови алкохол кои постојат во локалот. А бидејќи по некое време нема да знаете како се викате, а нешто сте пиеле претходно, таа задача доверете ја на келнерката, па таа нека ви го прави изборот. Колку поголем алкохолен коктел направите во вашиот организам, толку подобро ќе можете да ги восприемате вибрациите кои ги доаѓаат од звучниците. Па така, кога ќе ве погоди омилената песна, ќе можете да клекнете, да се качите на стол, маса, лустер или покрив. Ако количеството алкохол во крвта не ви дозволува ни да мрднете, тогаш, ако имате среќа, можеби некој од вашето друштво ќе ве крене. Можеби на маса, можеби на раце, па најпарвин во WC. Таму прописно ќе ве расчамара и полие со вода, па ќе ве врати на забавата. Доколку не покажувате знаци на желба за забава, туку на желба за повраќање, следниот чекор е изнесување надвор од локалот, пробивајќи се низ останатите славиници кои се кладат во ритамот на музиката или неконтролирано и неартикулирано како што алкохолот ги шета низ просторот. Додека излегувате, обичајте да ве потурат со помалку коњак или водка, а не е исклучено и курење со цигара за подобар старт на годината. Доколку по некоја случајност вие сте личноста која изнесува пијани пријатели надвор од локалот, уште еднаш ќе потенцираме. Исклучително е важно да носите некое ново и убаво парче облека, бидејќи нема смисла вашиот пријател да повраќа на стара кошула, например. Да, повраќањето е новогодишна фаза која се случува надвор од локалот. Се разбира, доколку имате пријател кој е доволно трезен за да ве однесе таму. Доколку немате, тоа можете да го направите и внатре, веднаш на парот кој страстно се бакнува. Само внимавајте, тоа да не го направите врзни, бидејќи иако ќе бидат пијани, нема да бидат среќни со одлуката како да го решите вашиот проблем. Веќе рековме дека е подобро кога имате трезен пријател кој ќе ве асистира при моментите на метење на подот со вашето достоинство. Откако неколку пати ќе ве изнесе надвор да повраќате и ќе ја помине пола од прославата заедно со вас, ќе реши дека е време за последната фаза од новогодишното лудило. Фазата која вклучува фаќање такси, влечкање на пијаното другарче до него и правец на токсикологија. Ако вие сте трезната фаца, ова е моментот кога наоѓате човек со кого ќе можете да си честитате нова година и да бидете сигурни дека знае што ви кажал. Нема врска што честитката доаѓа со дупла цена и што подоста ќе ве псуе бидејќи вашето другарче му го исповратило таксито. Важното е да ве однесе до клиниката за токсикологија. Откако ве однел таму, полека отварате вратата од клиниката и на брзина го фрлате вашето другарче внатре.
Потоа, фаќате такси, се враќате назад и оваа операција ја повторувате уште неколку пати во текот на ноќта. Вашето другарче пак преминува во рацете на вработините во клиниката за токсикологија. Луѓето, кои како што споменавме, со душа ги чекаат овие моменти од годината. Дочекувањето на првото изгресонце или врнежи од снег во новата година во болница се разбира најдобриот можен начин да се почне годината и да почнат да ви се исполнуваат сите желби кои ви ги пишуваат во новогодишните честитки, почнувајќи од тие за здравието поради кое сте таму и парите кои ќе треба да ги оставите таму. Доколку пак не се напиете доволно добро за да добиете билет за токсикологија на новогодишната ноќ, не очајувајте, имате можност за поправен испит веќе уште наредната ноќ, во втората епизода од Лудилото, втора вечер, нова година. А кога веќе сте убаво напиени за време на новогодишната ноќ, пристапете кон почнување муабет со рандом момци или девојки кои се исто така поднапиени. Статистиката покажува дека во моментите на новогодишно лудување можете многу поуспешно да фатите некого или некоја, отколку во обично излегување за време на викендот, бидејќи новата година ги поместува сите можни граници и правила. И не очајувајте доколку не се сеќавате на ништо друго освен на утрото на токсикологија. Секогаш, а баш секогаш ќе има луѓе кои биле во истиот локал со вас и се сеќаваат на се. И не само што се сеќаваат, туку се спремни и да им раскажат на сите кои ве знаат. А да, добро би било една од првите работи кои ќе ги направите веднаш по будењето на први, после зачудувањето колку многу ве боли главата и што ден да биде логирањето на Facebook. Доколку вие немате поим што сте правеле, вашите пријатели веќе ги закачиле фотографиите од кои сте дел, а кои никако не би сакале да стигнат кај вашиот работодавец или кај вашиот партнер. Епа, на здравје! Така, се надам дека научивте доста корисни работи кои ќе ги примените во петок навечер. За крај на днешното издание, што ви го најавив уште на самиот почеток, го објавувам изборот за изјава на годината. Ќе слушнете 5 изјави кои сметаме дека одбележа годината која изминува и ќе ја поканиме да гласате за заедно да ја избереме најдобрата и најфантастичната изјава. Во игра влегуваат Анета Стефановска, Никола Груевски, Фатмир Бесими, Амди Байрам и Зоран Заев. Ние го стеснавме изборот на 5 изјави, а вие сте тие кои ќе одберете најдобрата за да биде изјава на годината. Ќе може да гласате преку официјалната фан страница на Facebook, адресата facebook.com/naraport.sojofe, а гласањето ќе започне веднаш по завршувањето на денешното издание на емисијата. Значи, ги слушаме 5 изјави, го одбирате вашиот фаворит и се нувате пред компјутер за да гласате. Ќе се гласа со стискање лайк или ми се допаѓа на изјавата. Гласањето ќе трае 10 дена, односно ќе го затвориме на 5 јануари, среда во 19 часот, кога ќе почнат тајден вестите. Собственикот на најдобрата изјава ќе добие 1 килограм портокали. Ако е се јасно, тогаш да започнеме. Ја слушаме првата изјава дадена на 10 јули од Собраниската говорница за време на седницата за интерпелација на претседател на Собранието Трајко Велјановски. Пратеничка до редовите на ВМРО ДПМН е Анета Стефановска и се обраќа на Светанка Иванова, координатор на пратеничката група на СДСМ. Мајко, сопруго, бабо, свекрво, што е проблемот со тебе? Што е таа агресивност да тепаш мажи во собранието како координатор на пратеничката група? Што е? Епа, господја Стефановска, тоа е предлог број 1. Ви посакувам среќа во изборот, а ние се движиме понатака. Следува вториот предлог. Таму не чека премиерот Никола Груевски со изјава 28 јули, која всушност представува реакција на состанокот помеѓу Европскиот совет за стабилизација и асоциација и македонските пристапници. Еве како тој го видел исходот од средбата. Очигледно е дека вчера од Брисел Република Македонија доби многу позитивни критики, многу позитивни мислења и помалку позитивни работи, така што преовладуваат позитивните коментари и позитивните оценки за сработеното и нешто помалку има што е помалку позитивно. Беше тоа премиерот Груевски, а вие доколку сакате можете да гласате позитивно со стискање лайк на Facebook, а се разбира можете да гласате и помалку позитивно со не стискање лайк на неговата изјава. Следен предлог, изјавата на министерот за економија Фатмир Бесими дадена во месец септември. Поводот не беше ни малку убавно, изјавата секако предизвика многу реакции. Се работи за дивиот шанг во Струга каде загинаа тројца граѓани од струен удар. Сепак ова не беше доволна причина за министерот да може да го затвори објектот. Инаку, на прашањето дали се бломбира или не, доколку нема врата, не е затворен објект, нема начин како тоа да се направи. Доколку има врата, тоа се става бломба. Доколку нема како тоа да се спроведе.
Апсолутно. Поуката ја сватија сите. Можете најслободно да си работите незаконски. Само извадете ги вратите и прозорите и се ќе биде во најдобар ред. Следно, Амди Бајрам како предлог број 4 со изјава дадена во овој месец декември. Од собраниската говорница му се обраќа на пратеникот Јани Макрадули од СДСМ. Дали некој ќе ве поздрави вас или мене, сигурно 100 души ќе ме поздрават. Не сте позната личност, одвратна личност сте вие во парламентот и ке граѓаните. Јас сум Кока-кола за вас измислен. Не сте позната личност. Ке ве молам, ако може малце да ми обознаете. Ве молам. Не сте позната личност и не може со мене. Вие мене сакате увек да ме брукате, но вие сте тие кои што се избрукале. Точно така. Брендот наречен Амди Бајрам како предлог број 4 во нашиот избор. Значи, доколку го познавате и го сакате Амди Бајрам повеќе отколку Јани Макрадули, дојдете на Facebook фан страната и лајкнете ја оваа изјава. И за крај уште само една најтазе од сите изјави. Зоран Заев, подпредседател на СДСМ и градоначалник на Струмица и неговите канибалски способности во продолжение. Ако почитувани социјалдемократи пред се ве прашам, што со пренатрупаната државна администрација од страна на ВМРО-ДПМН? Да им кажете дека Заев беше во Ландово и рече дека ќе ги бркаме. Да им кажете исто така, беше Заев, апсениот Заев. Живи луѓе има да јаваме после. Епа, почитувани гледачи, ги слушнавте сите 5 изјави, можете слободно да се одлучите за една од нив и да гласате за неја. Што значи можете најслободно да гласате за Анита Стефановска, Никола Груевски, Фатмир Бесими или Амди Бајрам, ако сакате да ви изеде Заев. Не, најсериозно, дојдете на Facebook на официјалната фан страна на ова шоу на адресата facebook.com/нарапорсојофе и гласајте. Ептене едноставно, ќе ги видите на зидот сите 5 изјави во последни видеа, ќе можете уште еднаш да си ги преслушате и да одберете онаа која вам најмногу ви се допаѓа. Гласањето започнува заедно со почетокот на вечерашните А1 вести во 19 часот, а ќе трае 10 дена, односно ќе го затвориме на 5 јануари среда во 19 часот, кога ќе почнат А1 вестите. Победникот ќе биде онај со најмногу лајкови, а официјално ќе го прогласиме во второто издание во 2011 на 9 јануари. Наградата, како што веќе кажав, е 1 килограм портокали, кој ќе ги добие само од вас зависи. Од мене толку во оваа 2010-та. Убаво да си поминете во петок, а ние се гледаме веќе в година, односно во недела. Чао!